Добар ден, почитувани гледачи на Автомагазин. Со доаѓањето на пролета не расцутува само природата, туку и автомобилската индустрија. Во седмицава што изминува имаше повеќе од 5 премиери на нови модели, но ние ќе се фокусираме на 3. За вас обезбедивме и ексклузивно интервју со госпоѓата Линда Джексон, која е новиот извршен директор на Peugeot. На таа функција доаѓа од истото место во Citroen. На тест го имаме Hyundai Tucson со 1,6 литрен турбобензински мотор. Ова беа доволни аргументи да останете со нас 30 на минути. Затоа опуштете се и уживајте во содржините што ви ги подготвивме. Подготвувајќи го својот прв електричен модел за лансирање, Cadillac конечно ќе фати чекор со Тесла и германските премиум производители. Би рекле доста задоцнето со оглед на плановите на General Motors оваа марка да стане нивни електричен предводник, но така мораше да биде. Причината за тоа е што се чекаше на развојот на иновативната модуларна платформа за електричните возила која ќе може да се користи во конфигурации со погон на задните или сите 4 тркала. Концептот, наречен Lyriq, кој беше представен лани летото, најавува луксузен кросовер со големина слична на постоечкиот XT5. Тој, меѓу другото, привлече внимание и со уникатната предна маска и големиот 33-инчен екран, кој се протега низ поголем дел од внатрешноста. Серискиот Cadillac Lyriq треба да добие и систем за полуавтономно возење, а General Motors светлува електрична автономија од скоро 500 км. Според досегашните најави, продажбата треба да му започне во средината на идната година по цени кои ќе стартуваат од $60,000. Да прифатиме дека луѓето се многу едноставни суштества. Без крзно, без канџи, без крилја, а сепак сме обстоиле благодарејќи на едно сознание. Светот нема да се адаптира на нас. Па зошто ние да не се адаптираме кон него? Новиот Peugeot 3008. Време е за промени. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа.
Спортско корисните возила се популарни меѓу купувачите, па не е изненадување што се полагаат многу надежи токму во ваквите изведби. Тоа кај Citroen не е ништо ново, бидејќи располага со неколку такви модели. Со C5X се засилува понудата во сегментот на големи каросерии на специфичен начин, а тоа е мешање на неколку автомобилски стилови. Што туку представениот кросовер C5X е комбинација на елеганција на лимузина, практичност на караван и повисоко растојание од тлото, типично за спортско корисно возило. Амбициите се големи, како и пропорциите на новитетот, кои го сместуваат во сегментот D, каде не се важни само димензиите. Купувачите во таа класа се едуцирани, многу добро знаат што сакаат од возилото, имаат високотехнолошки барања и во ниту еден случај не се подготвени да го жртвуваат својот комфор и естетски очекувања. Токму тука Citroen има што да каже. Поставен на меѓуоскино растојание од 2785 мм, има вкупна должина од 4,8 метри и многу простор во внатрешноста, како и во багажникот, каде има простор од 545 литри. За удобноста е задолжена Citroen Advance Comfort активна суспензија, која за прв пат се појавува токму во C5X, па лесно е да се заклучи дека една од главните одлики на Citroen, удобноста, повторно се активира во новиот знаменосец. Интериерот е скроен за сладокусци кои сакаат да уживаат во секој изминат километар. Просторноста е исполнета со последните остварувања на план на безбедноста во возењето и заштитата на патниците, што го поедноставува возењето. Околу возачот се концентрирани head-up дисплеј од големите инфотеймент системи со 12-инчен дисплеј осетлив на допир со гласовни команди. Сето тоа е заокружено со квалитетни материјали и ергономија кои го прават престојот во кабината пријатен. C5X има многунаменски карактер, засилен со еколошка употребливост. Во понуда се бензински мотори засилени со плагин хибриден погон, кој овозможува движење на струја до 50 км и постигнува на струја максимални 135 км на час, по што му се стартува бензинскиот мотор. Вкупната сила му е 225 коњи. Иако е неодамна представен, комерцијализацијата ќе започне во втората половина на годината, кога ќе се знаат и останатите поединости. Втората генерација на Kodiaq стапи на сцена. По промовирањето пред 4 години Шкода пласираше 100.000 примероци, бројка која е доволен показател за популарноста на робусниот кросовер. За оваа пригода направени се дизајнерски и технички подобрувања со кои треба да се привлечат уште повеќе купувачи. Кога го представија на јавноста Kodiaq во 2016 година, честите беа умерени оптимисти. Тие знаеа дека имаат добар производ, но имаа доза на резерва поради реакциите на пазарот. Денеска сосема поинаку стојат работите. На представувањето на освежената генерација на гломазното спортско корисно возило, тие беа самоуверени и најавија дека бројката од 600.000 досега продадени примероци ќе биде надмината. Сега настапот е проследен со емотивен дизајнерски јазик, висок квалитет на изработка и вредноста за парите. Димензиите останаа исти. 4,7 метри должина е доволно да се сместат 3 реда седишта, од кои 2 може да се спуштат и да се добие импресивен простор за товар од 2065 литри. Се работи за забележливо затегнување на брчките, со кое сега Kodiaq делува не само подмладено, туку и атрактивно.
Затоа, најмногу допринесуваат новите LED матрикс светла. Секако дека не е само тоа. Испод каросеријата се крие исто така врвна техника на групацијата Volkswagen, но изоставена е електрификацијата. Моќната верзија RS има нов мотор од фамилијата TSI. Сега тој испорачува 245 конји, а во исто време е полесен дури за 60 килограми од досега најакиот мотор на Кодиак. Битурбо дизелот, од кого воедно е посилен за 5 конји. Новиот 7-степен DSG ослабе за 5,2 килограми, а целиот склоп многу полесно одговара на забрзувањата, но и економичноста. Во понуда остануваат веќе познатите 2 TSI бензинци со зафатнено од 1,5,2 литри од 150 и 190 конји. Традиционално во понудата остануваат дволитрениот TDI со верзија од 150 и 200 конји. Според првичните планови, кај нас обновениот Кодиак треба да пристигне во септември, додека цените би требале да останат на исто ниво, но зависат од опременоста. Првата генерација на компактниот кросовер Компас е лансирана во 2017 година. За овој релативно краток временски период покажа дека за него има место на стариот континент. Тоа е причина зашто лани немаше негов рестайлинг, туку направена е потполно нова генерација годинава, што го прави првиот производ од Jeep во групацијата Stellantis. Маркетерите осетија дека е вистинско време Компас повеќе да се европеизира и да одговори на очекувањата на пазарот. Затоа, покрај изгледот, сменета е филозофијата на опременост, со што сега Jeep слободно може да стане сериозна опција на веќе добро етаблираните европски конкуренти. Силниот естетски карактер, проткаен со избрусен стил, конективни и безбедносни технологии, потврдени динамички својства на асфалт и на терен, ги истакнуваат основните вредности на марката кои се негуваат 80 години. Или, накратко, ова е возило наменето за прагматични сонувачи, луѓе што се рационални и имаат потреба да избегаат од секојдневната рутина. Ова е возило со два карактера подеднакво доминантни, урбаниот и теренскиот. Бидејќи повеќето од работниот век ќе го помине на асфалтот, Компас е опремен со втората генерација за автономно возење како дел од стандардната опременост. Останатите асистенти на возачот се подразбираат, инфозабавниот систем како и најсовремените поврзувања на возилото и паметните телефони. Тие се испишуваат и манипулираат преку екран осетлив на допир, инструментаблата е дигитална со висока резолуција, како и интерактивната 3D навигација од TomTom. Внатрешното уредување сега делува поизбалансирано и хармонично. Во специјалната едиција по повод 8-те децении, ентериерот е преслечен со квалитетна кожа, правејќи премиум амбиент. Во склад со еколошките норми, од самиот почеток се понудени верзии со приклучлив хибриден систем кои ги исполнуваат последните Euro 6D норми. Понудата започнува со новиот бензински агрегат од 1,3 литри со две изведби од 130 и 150 конски сили, чии CO2 вредности се за 27% намалени во однос на претходниот мотор. Дизелот се уште е во игра со 1,6 литрениот представник со 130 конји. Хибридите имаат моќност од 190 и 240 конји кои се дистрибуираат на сите тркала преку 6-степена автоматика. Сликата да биде комплетна, понудени се 5 нивоа на опременост, исто толку комбинации на мотори и менувачи, верзии со погон на предните и сите тркала. Новиот Компас ќе биде представен наскоро кај нас. На почетокот на емисијата ви најавивме дека во гости ќе имаме господја Линда Джексон, извршниот директор на Peugeot. Тоа и се случува. Ја имаме на директна врска од Париз. Добар ден, господјо Джексон. Извонредно задоволство ми е што повторно се сретнуваме овој пат виртуелно.
Вие сте познати како еден од основоположниците на новите темели на Citroen. Неодамна ја добивте истата улога, но во најстариот автомобилски бренд на светот, Peugeot. Кои се хоризонтите на иднината? Неодамна Peugeot објави дека се откажува од пазарот во Соединетите Американски држави поради интересите во рамките на групацијата Stellantis, но цврсто ги држите контролите во Кина. Ве молам за ваш коментар околу оваа ситуација. Okay, well, first of all, you're absolutely right that I come into Peugeot, and Peugeot is currently a very healthy brand and doing very, very well in Europe and many countries. But my key objective for Peugeot is to make it more international. So your question is perfect, because it's exactly what I want to do for Peugeot. And what I want to do for Peugeot is to grow internationally in I think we have three regions where specifically there's big opportunities for us. And the first one is South America. And the second one is Middle East Africa. And the third is China. And you're right, we've decided to stop all view and introductions of Peugeot. We're all finished now about the States, United States of America. But to be honest with you, as you quite rightly pointed out, three big opportunities in those regions: South America, Middle East Africa, and China. So that's, for me, the focus. I need to continue the momentum, the dynamic, and the growth and the success that we have in Europe and some of the major European markets. But we need to become more international. And I would extend that in terms of how do we do it? It's using the same recipe we've used in Europe, which is about having a very strong model range, so a global model range. So we will really use our current range. You know, it's probably, and I would say this, but it's probably the best range we've had for many years. It covers the whole, from small cars, SUVs, to larger cars. But also, we're going to introduce, and we've already started, a couple of particular models that are developed specifically for Middle East Africa and South America and China. Peugeot веќе силно влезе во електрификацијата, но дали работите на други алтернативи, како што се горивните келии, на пример? Well, I think just to answer the question just globally to begin with, because I think electrification is really important at the moment, and we've really in Peugeot pushed electrification. So, you know, even since 2019, every model we've launched has had an electric version, whether it be a plug-in hybrid or a full electric. And, you know, I've already made the statement that by 2025, 100% of our vehicles will have an electric offer. So that's very, very important in terms of making sure that we're making sure that we're really at the leader of offering electric vehicles to our customers. Although at the same time, I have to be honest with you, we're also offering what we call power of choice to our customers, which means they have the offer of, because we use multi-energy platforms, they have the ability to, whatever the model is, they can choose which type of petrol, diesel, or electric or plug-in. So I think that's the important thing. When we move to hydrogen cells, we actually announced on 31st of March, I think it was, Stellantis Group, that we have a solution which is about on our medium van across Stellantis, so the different brands, which is on the Peugeot Expert, which will be basically we're testing hydrogen fuel cell technology. It's specifically developed, and it's a test for B2B fleet users, those drivers who drive frequently long distances and therefore they need to refuel quickly. So the solution that Stellantis is making is like, if you like, it's a compromise, it's a choice between zero emissions, very important, the same loading and space storage capacity as an ICE version, which is very, very important for those customers. So Stellantis is working and Peugeot is part of it. So whether that is the final solution for everybody, who knows? I don't know.
Во скоро време појавен се неколку интересни кросовери од етаблирани марки кои се наменети за пазарите во развој и таму ќе се произведуваат. Тие делат универзалната платформа на моторизација поради што може многу лесно да добијат европска виза. Тоа би значило пониска цена на производство, а поголема цена на пазарот. Peugeot има своји производствени капацитети во Азија и во Латинска Америка. Дали тоа значи дека ќе употребите оваа формула? Yeah, it's an interesting question, and let me answer it in this way. First of all, as you know, we have our core model strategy, which is a limited, a number of silhouettes that are global available, and already we produce some of those vehicles where relevant to the country. So, for example, for China, we produce the cars for China in China. For South America, for example, the 208, which is the Peugeot 208, which is you see everywhere in Europe, is it's a pillar of the South American, and it's produced in Palomar in South America for the South American market. So we already have that, but that's the very reason that I was talking about a little earlier about the Landtrek pickup, because to be honest with you, that has been a model that is being developed specifically for Middle East Africa and South America. And of course, that could be an example of a development specifically for those markets. So, I think there is definitely a need sometimes, and you have to pick specific examples where it is relevant to have a model whilst still maintaining our positioning. So, that's really where Peugeot is. We have our global core model strategy, and we are already producing them in Europe and being very, very successful with the positioning we've got. And afterwards, it's a question of, are there other segments we could be in some of the other regions? Конечно убаво време оваа пролет, која рака на срце е задоцнета. Но она што не радува е тоа што автомобилската пролет во Македонија е богата и доаѓа на време. Многу новитети. Еден од нив е Hyundai Tucson, новата генерација на успешното спортско корисно возило од Јужна Кореја, но видете го каква промена има. Сега делува претенциозно, надмено, па можеби малку и дрско. Но Hyundai сака со својот изглед да покаже дека е производител кој има многу капацитет. Околу контурата нема што да се зборува, бидејќи е класична кросоверска. Но погледнете ги задните светла. Тие делуваат како да се заби на некој ѕвер со отворена уста. Многу големи промени околу димензиите нема, но секогаш Tucson можел да се пофали со квалитетен простор во својата внатрешност. А новата генерација на Tucson може да се пофали и со просторен и богато опремен интериер. И на задната клупа се гледа дека е мислено за многу простор за семејства и за луксузирање. Кожата што е преслечена внатрешноста е извонредно квалитетна, а гледате дека на сите смерови имам простор. Оно што го забележав на седење позади е дека на совозачкото седиште има манипулатори за седиштето и од внатрешната страна, а не само од кај совозачот. Зошто е ова корисно, се уште не знам, но добро остварување, кое не се наплаќа екстра во ова ниво на опременост. Возачката позиција е одлична и ме потсеќа на скоро возениот Hyundai Ioniq. Тоа е поради двата големи дисплеја, особено оној што е во функција на инструмент таблата, бидејќи тој има
можности за исцртување на графиките, но и за пренесување на видео. А овој дел е како пренесен од Ioniq, но поставен е малку повисоко. Ергономијата и положбата на седењето, како на телото и рацете, е сосема добра. А ме одушевува што целиот внатрешен дизајн е врамен со еден потек кој се протега по сите 4 врати и централната конзола. Tucson е интересна комбинација на изглед и динамички перформанси. На нашиот пазар тој ќе дојде и со дизел мотор, но денеска го имам 1,6 литрениот TGDI од 150 коњски сили, впарен со 6-степена рачна трансмисија. Hyundai веќе 10 години најавува дека се бори да го стигне квалитетот и успехот на Volkswagen. Како што тргнале работите, Hyundai е на добар пат тоа и да го направи. Покрај тенденциозниот дизајн, Hyundai покажува и многу повисоко ниво на возни својства, но и на завршна обработка. Комбинацијата на моторот и менувачот е добра, особено се забележува одличната еластичност, бидејќи не морате многу да работите со менувачката палка. Сепак, ако сакате подобра перформанса и подобри забрзувања, ќе мора да го цедите моторот, затоа што овој мотор е потентен, но во поле на високи вртежи. Ергономијата е на високо ниво и е за пофалба. Чувството во внатрешноста на Tucson е многу добро и многу е приближено на премиум сегментот. Впечатокот го расипува малку по-лошата звучна изолација, која попушта под налетите на звукот на моторот при високи вртежи и продира звукот на пневматиците во внатрешноста. Но тоа не е причина да се укори Tucson. Тој има прецизно управување. Чувството е малку воздушесто на управувачот, како да возите глисера, но тоа не се одразува на прецизноста на управувањето и лесното маневрирање. Hyundai во последните 10 години забележа квантен скок во квалитетот, прецизноста на управувањето, но и технологиите кои ги нуди. Новиот Tucson ќе доаѓа и со благ хибрид од 48 волти, но има и плагин хибрид. Се уште е рано да се збори за популарните технологии како што се хидрогенот, но несомнено е дека во внатрешноста ќе има простор за пионерски технологии. Инаку, подпирањето е добро. Направен е разумен компромис со перформансите и удобноста. Но, за оној кој сака да се игра во ова ниво на пременост, имате 3 модуси на возење. Тоа е економичен, нормален и спорт. Еве, кога ќе се стави во спорт модус на возење, се менува графиката на инструментаблата, но не се случуваат битни промени. Ниту возилото побрзо забрзува, можеби малку реакцијата на воланот е средена, како и упритувањето на подпирањето, но сето тоа е софтверски решено, да ви даде едно чувство дека имате спортско корисно возило способно да одговори и на динамички оптоварувања како што се лимузините. Тенденциозниот и наметлив изглед на надворешноста прави Tucson да биде многу лесно забележан од околината, а возачот да го направи горд на своето возило. Тука морам да кажам дека Tucson е богато опремен, особено со
системи за асистенција при возењето. Дури имате одлична асистенција од камерите. Например, кога давате трепкач, тогаш на соодветната страна од инструмент таблата се пали приказ од задните камери, така да можете многу добро да ја забележите ситуацијата зад себе, што е одличен придонес на безбедност. Секоја нова генерација на возилата на Hyundai е подобрена во однос на претходната. Така и се случува со новата генерација на Tucson. Тој е многу напред во однос на претходникот, не само во динамичките својства, туку и во достигнување на еколошките норми. На тестот забележав голема разлика во потрошувачката. Доколку возите латентно и го следите индикаторот за менување на брзини, тогаш потрошувачката ќе падне под 8 литри. Но доколку возите овака, како што јас сега управувам со Tucsonот, тогаш треба да се помирите со потрошувачка поголема од 10,3 литри. Но, вие секако дека секој ден нема да ги користите и да ги провоцирате можностите на Tucson, кои ме изненадија пријатно. Сепак, Tucson го покажува и своето второ лице, а тоа е удобноста и култивираноста. Можете да го возите слободно, без големо оптоварување на низок број на вртежи во шестиот пренос. Еве, се движам некаде околу 50 на километри на час и немам никакво бунење од страна на моторот дека му треба понизок пренос. Секоја чест за еластичноста, за опременоста, но и за возните својства. Како поминува времето, Hyundai станува марка која знае да направи одлични возила и која веќе не се срами да го наплати своето. Со ова го завршуваме денешното издание на Автомагазин и следна средба закажуваме за 7 дена со желби сите да бидеме во добро расположение и добро здравје. До гледање.